Прашањето кое секој треба да си го постави пред својот избор овие денови пред нас е со кого на вас лично, на секој поединец лично во Македонија, со кого на вас лично ќе ви биде подобро? Кој ќе сработи повеќе? Кој подобро ќе се справи со економските предизвици? Со кого ќе се чувствувате посигурно и побезбедно? Кој држи повеќе до зборот, до дадениот збор, до ветувањето? Кој ќе отвори голем број нови работни места во Македонија и ќе овозможи повисоки плати, повисоки пензии, повисока социјална подршка за граѓаните кои имаат потреба од тоа? На кого повеќе ќе му верувате? Кој ќе биде достоинствен пред уцени и со кого нема да се срамите кога еден ден ќе погледнете на назад? Кој ќе ги штити државните интереси подобро? Заев или јас? СДСМ или ВМРО? Коалицијата за подобра Македонија или нивната коалиција? Тоа и не знаеме како се вика по тој начин. Во суштина ова е едноставен избор. И покај сите сложени околности во кои се прави. Ова е избор за тебе. Ова е избор за Македонија. За твојата Македонија, во која ти веруваш. За независна, самостојна и суверена Македонија. И со истата чест и ентузијазам и сега ќе бидам носител на изборната единица број 5, каде што во 2014 година освоивме кристално чиста победа со 11 пратеници за ВМРО ДПМН, 6 за СДСМ, 3 за ДУИ. Ќе го повториме и ќе го подобриме изборниот резултат. Затоа што направивме добри работи и за Битола, и за Охрид, и за Дебарца, и за Ресен, и за Жупа, и за Струга, и за Дебар, и за Кичево, и за Долнени, и за Крушево, и за Демиркисар, и за Пласница. И ќе ви кажам еден податок. 2006 година во Заводот за вработување, во 5-та изборна единица, имавме податок од 70.000 вработени луѓе. 10 години потоа имаме податок денес од 85.000 вработени луѓе. За 10 години успеавме да отвориме 15.000 нови работни места во изборната единица број 5. И во следните години ќе го правиме истото. Затоа што тоа ни е целта, да го подобриме она што некој пред нас го уништил.